излегуваме денес е малку по-специфична од статутарната. Значи, точката на дневен ред е утврдена и Советот расправаше по неја. Значи, има две опции според статутот на општина. Оваа точка да остане како дел од незавршена седница, кога што ни пореди оваа, па да продолжи со нови моменти по тогаш кога ќе се закажи наредната седница, или денес да има нови предлози, па да се гласа по предлозите. Вкупно, беа 2, 3, 4, 5 или 6. Како тоа формално правен аспект ќе се оправда, бидејќи станува спор за тендер, кој што е еднаш завршен, па се ринуле нови моменти и така натаму. Значи, мојата сугестија е најдобронамерна, да не влегуваме во лавиринтот на состојби кои што формално правно покасно ќе имаат реперкусии врз законски услуги. Затоа барам добро овој момент да се разгледа, да се направи една пауза, за да не се направи и понатаму некоја формално правна решка. Ние, значи, како советници и двамата да водиме дискусија, доколку заклучиме дека по одредена точка има сомнеш да се врати да се доработи на комисија, можеме скоро това да направим. Значи, ќе носиме заклучок и гласаме по заклучокот дека точката да се врати на повторно разгледување на комисија. Да. Против да гласаме сите. Избирувам уште малку да... Опција да гласаме против. Значи, слободно може да се врати на доразгледување на комисија. Се извинувам, председателка. Значи, има по-рационално решение. Гласаме по точка и да не изгласаме. Што ќе ни отвори простор и временски, и функционален, покасно и формално правен, ако сега. Покасно да си дојде таа работа со зрејано, за да можеме истински да Основа вече опциите можат апсолутно дека е можно и да не ја изгласаме одлуката, меѓутоа слободно можеме да вратиме на без никаков статутарно кршење, логично да ја вратиме точката на комисија, па комисија да повторно заседава, да се разгледа и други документи или да повторно се произнесе по барање на предлагачот, никакво статутарно кршење. Дали друга разлога?